Господја Петрова, бидејќи УЈП веќе работи на проектот за e-фактура, кажете ни дали сметате дека e-фактурата ќе успее да ја намали даночната евазија и сивата економија? E-фактурата е една од најзначајните реформи за дигитализација кои се спроведуваат во моментов и можам да кажам дека очекуваме со право дека e-фактурата ќе доведе до промена на даночната култура и даночната дисциплина во земјата. Прво, значи, e-фактурата на УЈП ќе овозможи реално временски достапни податоци преку кои што ќе ги следи деловните и оданочивите трансакции и ќе може лесно и брзо да ги детектира оние ризици кои укажуваат на постоење на даночна евазија и сива економија. Уште повеќе што податоците во системот ќе ги добиваме фактура по фактура, не како збирни податоци по истекот на месецот, кварталот или годината, туку во реално време секоја фактура ќе ја имаме во системот и со вкрстување на тие податоци, со податоците од фискалните сметки, од банките, од царина и сите податоци со кои располага УЈП, ќе се зголеми капацитетот, аналитичкиот капацитет на УЈП за да може да се детектираат отстапувања, нелогични, да речеме, нелогични податоци и па дури и мрежи со кои што се поврзани одредени компании. Но e-фактурата секако, значи, ќе има и други придобивки и бенефити за самите компании. Таа нема да биде само механизам за даночна контрола, туку ќе донесе големи придобивки и за компаниите. Значи, сегашната хартиена фактура ќе биде заменета со целосно нов начин и нов процес на издавање, доставување и архивирање на фактурите. Комуникацијата меѓу деловните субјекти ќе стане електронска, сигурна, безбедна и сето тоа ќе влијае на промена на начинот на работење на самите компании, ќе го олесни нивното секојдневно работење и ќе им даде можност да се фокусираат на својот бизнис и да се зголеми нивната продуктивност. Значи, да резимираме, се e-фактурата како проект ќе доведе до една вистинска реформа и трансформација и во управувањето со даноците, но и во дигитализација на деловниот амбиент и деловното окружување во Македонија. Дали покрај проектот e-фактура работите на други проекти за дигитализација и подобрување на даночните услуги? Да, континуирано работиме на низ за помали проекти кои што треба да доведат до брзи резултати и подобрувања на работењето на даночните обврзници, бидејќи тие тоа го очекуваат од нас. Тие бараат даночното работење да не им представува товар и за тоа, исто како и за даночните прашања, исто и во делот на овие секојдневни процеси и обврски бараат поддршка од УЈП да им го олесни секојдневното работење. Значи, првенствено, бидејќи долги години наназад компаниите се сретнуваа со проблемот, нели, со бавноста и други технички, да речам, проблеми на IT системот на УЈП. Првенствено работевме на некое подобрување со цел во тие пик периоди на поднесување на даночните пријави да се намали оптоварувањето, да се зголеми стабилноста на системот. Работевме и на автоматизација и дигитализација на некои услуги и тука особено би го истакнала воведеното уверение за остварен доход, кое што е целосно дигитализирана и безконтактна услуга, даночен документ кој може да се добие во било кое време и од било која локација со сите запазени услови и критериуми согласно Законот за електронски документи. Откако ја воведовме оваа услуга во месец февруари, до сега издадени се околу 7.500 вакви уверенија за остварен доход. Истовремено работиме на автоматизација на процесот на издавање на уверенија за состојба на даноци, која што е најпобарувана даночна услуга.
и до сега крајната цел и тоа уверение да го доведеме до формат на целосно дигитална и безконтактна услуга и очекувам тоа да биде во скоро време, а она што до сега го постигнавме со досегашната автоматизација е тоа што значително го скративме времето на издавање на овој документ, и ако до, да речеме, пред 5-6 месеци за овој документ во Скопје особено требаше да се чека 2 до 3 недели, сега овој документ се издава за 5 календарски денови, односно во пракса тоа е најчесто 2 до 3 работни дена. И работиме и на некои други автоматизации со цел да постигнеме брзи подобрувања, да бидат услугите брзи, едноставни, достапни доколку е возможно на еден клик. Но секако она што е стратешка и долгорочна насока на УЈП е една дигитализација со автоматизација на сите внатрешни процеси на УЈП и воведување на нов интегриран IT систем на УЈП, нов систем УЈП. Значи, и во тој дел се разбира дека работиме, но тоа е еден покомплексен процес кој и ќе овозможи едни позначителни резултати, повидливи резултати, едноставно менување на ликот на даночната администрација и наше прилагодување со сите технолошки, економски и други предизвици и промени што се случуваат во општеството. Господја Петрова, да се осврнеме на измените на законот за ДДВ со кои се укинува ослободувањето од данок на додадена вредност за онлайн пратки во вредност до 22 евра. Владата веќе ја усвои оваа мерка и Министерството за финансии исто така ја најави оваа мерка како дел од борбата за намалување на сивата економија, бидејќи со ова даночно ослободување до сега се случуваа злоупотреби во смисла на тоа дека увезена стока со без плаќање на ДДВ влегуваше во промет на домашниот пазар, со тоа создавајќи и загуба на даночни приходи и нелојална конкуренција на домашните компании. Но ова е и повеќе од фискална мерка, ова е исто така економска мерка, мерка за поддршка на домашните компании, бидејќи ќе овозможи прометот, набавките што се вршеле од онлайн платформите, сега да се пренасочат кон набавки од домашните компании, значи треба да се стимулира растот на домашните компании, отварањето на нови работни места, зголемување на платите и така натаму. Значи, оваа мерка е уште еден показател дека даночната политика некогаш се става и во функција на економската политика, во функција на обезбедување на фер пазарни услови и поттик за раст на домашното стопанство. Господја Петрова, ви благодарам за одвоеното време. Благодарам.